Рефлексивна поезија богата со архаизми и заумни пораки. Вака рецензентката Ана Витанова-Рингачева ги толкува стиховите од третата поетска збирка на струмичкиот поет Ице Беличев. Таа вели дека поетот преку поезијата ни дава негов поглед на светот, внатрешниот, но и оној од надворешното обкружување. Секој поет поседува своја посебна дарба за пресоздавање на зборот, за негово вајање, за негово преобликување. И само така поетите си оградуваат свој простор за себе и тој простор станува нивен автентичен хронотоп, поетски хронотоп, во кој што тие ја внесуваат својата индивидуалност. Поезијата самата по себе е интимен чин на општење со зборот и со чувството. Тој чин, одигрувајќи се во осама, ја оплодува мислата и истата таа, како матка на зборот, го раѓа стихот. Во секој поет гори зборот, жари, тоа е неминовно, а неговото исчезнување на патот додека да стане стих е еден процес на раѓање. Тоа го знаат сите кои што пишуваат. И кога ја добив книгата Мелодија на платно, уште во електронска верзија за прочит, ми се наметна потребата да тргнам да го толкувам поетското перо на Ице од насловот. Заради тоа што насловот е многу симптоматичен и тоа нормално дека мене ми беше дополнителна инспирација. Да се насликаат зборовите или да се обојат стиховите, од аспект на една книжевна анализа би била една своевидна синестетичка поставка. И Сузе го спомна тоа во незината најава. Повлекувањето аналогии меѓу бојата, звукот и зборот создава нови дела. Книгата Песни Мелодија на платно содржи 40 песни, кои, како што вели авторот, се пишувани најчесто ноќе кога имал несоница. Мојата поезија е поезија во која што доминираат архаизмите. Сметам дека тоа е богатство за еден јазик, па така нели треба да го негуваме јазикот и можеби тоа ме води да ги вметнувам што повеќе во моите стихови. Мелодија на платно, ја сакам музиката, но не станав пејач, не станав композитор, станав делумно поет, делумно текстописец, но мелодијата секогаш ѕвони во мене. Честопати како референ се одзвонува, се приметува зборот мелодија. Промоцијата на збирката собра голем број пријатели и љубители на поезијата. Дел од присутните се приклучија и кон поетското читање. И патиштата се уморија од стапалата на старата прашина, која се сипаше врз истоштените рамени. А молаксаните и мраце немаа веќе сила да ја подистресат. Си посакав пролет за себе. Да ја разпоставам врз снегот даждж. Мирис на кокиче, зумбул, вртикал. Зеленило под стапалата. Дури сонцето спие, ке му украдам зрак, сончевина и грз топлина. Ке ги засадам на врв планина, каде човечка нога не стапнува, ниту рака ги стигнува. Посипан утро со слана ги береше лисјата, да се спогуваат од граните. До хула кожа ги соволат крошните така, од мајка родени, да ги милува студеникавиот есенски див. Сонцата што го дави окото. Еден ден ќе исцрта насмевка врз пропаднатото лице и се удари изучените драсти, растргнати из душата. Корицата на книгата е авторско дело на ликовната уметница Љупка Галаска Василев. Издавач е Македонија Презент, а изданието е поддржано од Министерството за култура.